This академии. conference will now be recorded. Имаме доста академии, значи имаме академија, морам да напоменам дека Академијата за графички дизајн и UX дизајн се акредитирани од МОН и имаме обуки кои се развиени од наша страна, односно од CMOS Едукација. Тука морам да ги спомнам Android и iOS обуките, исто така и Project Management, со кои имаме доста групи и доста сме успешни години наназад. Ќе препуштам Василија да продолжи. Пред да продолжи, можам на кратко да ја представам, знам дека на пошироко ќе се представи. Веќе 9 години работи како софтвер девелопер, моменталната позиција е senior software developer и team lead. Во CMOS Едукација е повеќе од 5 години, од кои 3 години како Oracle сертифициран тренер. Василија, повели. Здраво на сите, дали се слушаме? Да, јас те слушам одлично. Добро. Како што Теко напомена, јас ќе продолжам да ви објаснам кои се темите и како вие да работите како Java девелопер, односно што се треба да направите и кои се чекорите за да дојдете до тоа ниво, можеби кое што сум и јас денес. Како што ме представи Цеко, ќе кажам накратко за мојата работа. Значи, веќе 8,5 до 9 години работам како senior software инженер и team lead во One Insight. Овде работам на апликации кои што се базирани на Java програмскиот јазик. Значи, постојат различни фреймворци кои што може да ги работите во иднина. Меѓутоа, за тоа би збореле откако ќе изучите Java-та како основа за билдање на апликации во иднина. Тоа што ќе го објасниме денес ќе бидат почетните чекори кои што се потребни за да може вие да се изградите како еден Java девелопер. Во CMOS Едукација ги предавам официјалните Oracle сертифицирани курсеви. Со нас овде има и еден студент кој што слушаше курсеви со мене и ќе ви го представам откако ќе завршам со мојот дел. Тој ќе може да ви раскаже накратко и за својата приказна, за своите чекори кои што мораше да ги помине за да дојде до тоа ниво кое што е сега успешно вработен во софтверска компанија. Може да продолжиме со темите кои што би ги зборела јас денес. Прво пред се, како вие да станете еден Java девелопер и што прави еден Java девелопер. Еден Java девелопер секојдневно изработува апликации кои што се базирани во програмскиот јазик Java. Значи, Java девелопер како професија се однесува на градење, на креирање, на дебагирање, тестирање на Java апликации. Java програмскиот јазик е програмски јазик кој што е објектно ориентиран. Значи, ако сте работеле некој друг програмски јазик во минатото или сте запознаени со некој друг програмски јазик, или можеби сте слушнале од некој од програмерската фела кој што зборел за Java програмскиот јазик како јазик, можеби ќе ви каже на почеток дека е тежок програмски јазик и дека тешки се чекорите за да се научи како да се програмира во Java. Меѓутоа, ако имате некое познавање во објектно ориентираниот свет и ако отприлика знаете како се креираат класи и објекти, многу лесно ќе ви биде запознавањето со сите концепти кои што ќе ги учиме доколку се видиме, односно доколку учиме заедно Java. Тоа што го кажав, чекори кои што ќе ви бидат потребни, не дека секој од тие што слуша, сите студенти кои што слушаа курсеви до сега има некое познавање, претходно познавање од програмскиот јазик Java или од некој друг програмски јазик. Дури мислам дека и можам да кажам 80% од студентите кои што сум ги имала, тоа како мое лично искуство, 80% од студентите кои што сум ги имала немале никакво претходно искуство во Java програмскиот јазик и дури биле и професии кои што воопшто немале додирна точка со софтверско инженерство, значи од стоматологија, од факултет за туризам, од економски факултет, нешто кое што не е воопшто поврзано со тоа што го работат сега во моментот. Пред се да објасниме што е тоа Java девелопер, односно како професија, кои се обврски ќе ги имате и кои се задачи ќе мора да ги исполнувате секојдневно.
се работи за backend developer. Кога работиме една веб апликација, еве конкретно можам да дадам пример, постојат две работи кои што треба да се изработат. Целиот тој процес може да се подели на повеќе чекори, меѓутоа главниот дел кој што се пишува, целата логика се пишува во бекендот. Од тоа искуство кое што го имам до сега, можам да кажам дека целата логика и доколку се работи за некоја комплексна логика, сортирање на податоци, читање на податоци, работа со бази на податоци, тоа се прави како бекенд дел и најчесто во мојава компанија и во тие компании со кои што соработуваме се работи со Java програмскиот јазик. Зошто е тоа така? Затоа што е многу стабилен, безбеден и е прогласен за најпопуларен програмски јазик во 2019 година. Од 2000-та година па се до 2020 година самиот програмски јазик стои во листата на топ 3 програмски јазици, најпопуларни програмски јазици по барање, значи по работни позиции, како и по плата која што може да ја добие еден Java програмер, меѓутоа за тоа ќе збориме малце подоцна. Самиот Java девелопер е одговорен за програмирање и развој на апликации и софтвер со помош на популарниот програмски јазик Java и програмерите не само што програмираат, туку се вклучени во целиот развој на животниот циклус на еден производ. Значи од поставување на архитектура, дури ако се работи за практикант во една компанија, голем дел од компаниите практикуваат и практикантите да бидат вклучени во поставувањето на архитектурата, односно во планот за поставување на архитектура, за да може во иднина да се во случај еве некој од програмерите да не биде достапен или да оди на одмор, да може некој да го замени. Значи многу е битно при работа со некои почетници, многу е битно да се посвети доволно внимание на нив, за да може тие во иднина да го прават истото што би го правел и еден сениор девелопер. Че самиот Java девелопер, ова го кажувам од свое искуство, значи овие точки кои што се напишани овде во оваа презентација се одлично искуство, затоа што јас овие работни задачи ги правам секојдневно, значи дизајнирам, имплементирам и одржувам апликации. Еден Java девелопер, освен тоа што, како што спомнав, е дел од процесот на креирање на апликацијата, може да биде дел и од процесот на одржување на апликацијата. Значи, во иднина некојаш треба нешто да се смени во апликацијата, таа е веќе поставена, може да се користи од страна на клиенти, е во продукција, меѓутоа некои од клиентите бараат некоја промена во апликацијата и тоа го прави исто еден Java девелопер. Учествува во активности кои вклучуваат развој и архитектура на софтвер. Тоа го спомнав и во претходниот слайд. Значи не мора да биде сениор девелопер, може да биде и практикант кој што многу ќе научи од целиот тој процес на поставување на архитектура на даден софтвер. Спроведуваме анализи, програмираме, тестираме и дебагираме. Тоа е секојдневна, значи ако имаме работа од 9 до 5, тоа го правиме 70% од времето, значи програмираме, тестираме и дебагираме, решаваме грешки. Се случува некогаш и да пишуваме тестови, односно функционални тестови, functional testing се имплементира во секоја безбедна, би требало да се имплементира во секоја безбедна апликација, така да вие освен тоа што ќе го пишувате кодот, вие ќе треба и да сте сигурни дека тој код работи, односно дека функционира на тој начин како што е напишано или побарано во спецификација. Самиот Java девелопер препорачува измени за подобрување на воспоставените процеси за апликациите. Значи може да кажеме дека одредена форма не ни се свиѓа, односно не одговара на тоа што еден корисник би сакал да го види во апликацијата и ние можеме да кажеме свое мислење. Значи не е дека ние само работиме и не го кажуваме мислењето, да кажеме свое мислење во врска со подобрување на одреден процес во апликацијата и тоа може понатаму да се имплементира на тој начин како што ние сме побарале. Самиот Java девелопер развива технички дизајни за развој на апликација и нормално сето тоа го прави со помош на Java програмскиот јазик. Не за џабе е кажано дека и по сите анкети кои што се направени до сега дека е најбаран програмски јазик, затоа што како што спомнав и на почетниот слайд,
самиот програмски јазик е безбеден и овозможува многу можности за креирање на било каков тип на апликации. Може би сте го прочитале ова некаде, или сте виделе некој блог пост во кој што се пишува за Java. Java е платформ independent. Тоа значи дека работи на сите платформи. Write once, run anywhere. Тоа е една позната реченица која што се користи за да се објасни како Java е моќна и како работи на сите платформи, може да се извршува на сите платформи. Тоа значи дека самата Java апликација може да се најде во било која индустрија. Може да се прават апликации, да се пишуваат апликации за здравство, за технолошка индустрија, изработка на CMS, Content Management системи. За ова можам повеќе да ви кажам, затоа што јас работам на таков систем, Content Management систем, кој што е базиран на платформата Java. Се работи за Adobe Experience Manager, тоа е CMS од Adobe и работи со програмскиот јазик Java. Го користат многу голем број на софтверски компании кои што изработуваат софтвер за големи компании низ цел свет. Зошто е добро да се користи? Затоа што се работи за систем кој што може да биде менаџиран и користен во различни држави, затоа што поддржува локализација. И самата Java поддржува локализација. Кога сакате да направите апликација која што ќе може да се користи во повеќе држави, односно да биде преведена на повеќе јазици, тоа може слободно да го направите со Java програмскиот јазик и да функционира, да нема потреба да се прави апликација во секоја држава посебно. Освен во овие индустрии, значи на секаде може да работат, самиот Java девелопер може да работи и како развивач на самиот продукт Java, значи може да биде вработен во Oracle и може да ги имплементира сите функционалности кои што ние како програмери ги користиме ден денес. Секој проект кој што бара развој и современ пристап може да биде програмиран во Java програмскиот јазик. Сега, едно од прашањата кое што многу често ги добивам и јас е дали јас можам да го постигнам тоа и дали оваа професија е професија за мене. Според мене не мора да имаме некое претходно искуство. Затоа што, како што кажав, може некој од вас е скептик и не верува дека може да го постигне тоа што секој од, конкретно можам да кажам, јас сум го постигнала во текот на овие 9 години. Тоа е макотрпна работа, ќе бидам многу искрена, тимска работа, треба да бидете креативни, треба да сте посветени и нормално треба да сте многу амбициозни за да може постојано да се надградувате. Сертификати, курсеви, значи сите тие работи кои што ќе ги спомнам во текот на презентацијава, ќе треба да ги направите за да може да дојдете до некое повисоко ниво, односно да започнете прво како практикант или како junior Java developer, па да продолжите до ниво да стасате до senior Java developer и архитект на некои посериозни апликации. Зошто би станале Java developer? Зошто треба секој од нас, односно сите вие што ја слушате, што го слушате вебинарот, зошто би сакале да станете Java developer? Пак ќе ви го кажам своето мислење, затоа што и во дискусија со многу колеги од мојата професија и во дискусија со колеги кои што не биле во мојата професија, па станале дел од мојата професија, сите сакаат да работат Java затоа што е најбаран програмски јазик. Голем број од огласите, ако следите огласи на страниве каде што има огласи за вработување, ќе видите дека Java програмскиот јазик е 90% застапен во сите огласи. Значи, се бара junior Java developer, се бара senior, се бара практикант, кој што многу често и компаниите го користат како почетник, односно го вработуваат како практикант и го билдаат според нивните потреби, односно според тој фреймворк кој што сакаат тие да го користат. Како што спомнавме, тој е еден од најчесто користените програмски јазици и најбаран низ цел свет, значи може да најдете работа на секаде низ цел свет. Се работи за многу повеќе отколку кодирање. Не е само да седнеме и да го напишеме кодот. Значи имаме размислување, користење логика, користење некои дополнителни библиотеки и цело постојано надградување.
постојано надградување за да можам да го подобрам кодот, да можам да користам некои дизајн патерни, да можам да имплементирам код кој што ќе биде и добар, видлив за око и да може секој друг колега кој што ќе работи во иднина на тој код да може да го разбере. Имате можности за соработка со клиенти низ цел свет. Значи, ние сме соработувале со клиенти од Швајцарија, од Германија, од Америка, од цел свет, од Африка. Сите кои што имаат потреба од сериозен софтвер, кои што сакаат да работат со компанија која што изработува сериозен софтвер, вие сте доколку се вработите во таква компанија, вие сте во можност да имате соработка со клиенти низ цел свет и тоа директна соработка, не преку некое трето лице, туку директно вие комуницирате и знаете и како да се однесувате со истите клиенти, дури имате и патувања во земјата каде што работи клиентот за да се запознаете со нивната работна околина. Добра работа е тоа што може да работите од дома. Еве сега поради ситуацијава која што ја имаме, ние веќе работиме подолго време од дома и не сме ограничени. Потребно ни е само да имаме интернет, добар лаптоп, кој што компјутер секако ни го обезбедува компанијата во која што работиме и тоа е тоа. Може да работите не само од дома, од било каде. Може да работите хонорарно, значи може да работите 4 сати во денот, колку сати толку сакате. Може да работите како фриленсер за компанија или за некој посебен клиент. Постојат платформи за креирање на профил, може таму да се регистрираат сите Java developers и да побараат работа како фриленсери или преку директна комуникација со некој клиент, или како дел од организација, каде што исто имате, многу добро е тоа што имате флексибилно работно време, значи ако немате некои состаноци на Савајле, може и покасно да отидете на работа, како вас ви одговара така, затоа што битно е во текот на денот да се сработи работата која што ви е планирана за тој ден. Java се користи за програмирање на апликации од реалниот свет, значи големи софтверски компании, односно софтверски компании кои што изработуваат софтвер за други големи компании од било каква индустрија, од индустријата, може да бидат апликации од здравството, може да бидат апликации за веб апликации за менаџирање на некои електронски наплаќања, може да биде e-шопинг и така натаму. И ова е доста често прашање кое што го добиваме ние како сениори и доста често прашање кога почнуваме со предавања, почнуваме со некој курс, кој од програмските јазици е најплатен. Се тоа зависи од држава, во држава. Java стои меѓу првите три, кои што, како што ги спомнав, во првите три во последните неколку години по барање на работни позиции, како и по месечна и годишна плата. Имаше едно мапирање во IT индустријата во Македонија и Java програмскиот јазик стоеше како, односно Java developer стоеше како еден од најплатените програмери во Македонија. Да, тоа е точно и многу баран, затоа што голем дел и од програмерите се иселија од Македонија поради исто така високите плати низ цел свет. И да, можам да кажам дека солидно се заработува и дека секогаш постои опција за евалуирање на вработениот и за зголемување на неговата плата. Тоа се прави тоа зависи од фирмата во која што се работи, меѓутоа се прави еднаш годишно или два пати годишно. Самата евалуација покажува како вие сте напреднале како програмери и колку самиот директор или самиот шеф кој што е на повисока позиција од вас ви кажува што се очекувало од вас, дали вие сте го направиле тоа и добивате некој процент од покачување на самата плата. Значи платите се разликуваат во зависност од видот на работата, нормално. Значи нивоата се исто битни, не може да започнеме со сениор ниво, значи почнуваме прво од пракса. Тоа беа и моите чекори кои што јас исто ги одев. Почнав со пракса во една компанија, па продолжив да бидам junior Java developer,
понатаму со текот на годините. Не секогаш бројот на години ви е репер за тоа дали програмерот е джуниор или сениор. Значи може еден джуниор да работи на многу комплексни таскови, може да работи на многу комплексни апликации, па за пола година да стане intermediate или middle Java developer. Веќе senior Java developer има малку по комплексни задачи. Има задачи за преглед на код на другите програмери, за сугестии за пишување на подобар код, надгледување на другите, на работата на другите и освен тоа пишување на малку по-комплексни кодови, како имплементирање на различни дизајн патерни и имплементирање на архитектура на самиот проект. Како може да станете Java developer? Некои од програмерите избрале да завршат дипломски студии и да добијат факултетска диплома. Меѓутоа, тоа не значи дека во текот на годините од билдање на своето искуство не подсетувале некои курсеви или не полагале некои сертификати. Значи, секој од нас кој што сака да се надградува и кој што е доста амбициозен, секојдневно се ангажира за да може да полага одредени сертификати и да слуша некои курсеви кои што ќе го надополнат неговото знаење. И нормално специализирани програми кои што се спроведуваат преку партнерска мрежа во облик на курсеви кои што ги држи специализиран и сертифициран тренер во област. Јас понатаму во презентацијава ќе ви кажам накратко што се учи во курсевите кои што ги нуди Семос едукација, затоа што тоа се курсеви кои што се официјални и се учат низ цел свет. Значи, дури и да бидете во Германија и да ги побарате овие курсеви, ќе ги слушате истите курсеви од некој профил кој што исто е сертифициран тренер и има искуство како мене или некој од моите колеги кои што исто предаваат во Семос едукација. Понатаму ќе збориме за овие теми и ќе видиме какви се курсеви може да изучите во Семос едукација и колку време е потребно за да станете вие Java developer, не само со помош на курсевите, туку и со помош на ваша индивидуална работа која што ќе треба да ја правите од дома. Тоа што го спомна во претходниот слайд беше посета на официјални курсеви. Да, многу е битно да имате вие ментор кој што ќе ве поддржува и ментор кој што ќе ви ги одговара прашањата кои што ги имате во глава. Затоа што тоа што се учи во некои од курсевите е доста интензивно и може да се случи некои работи да ви останат нејасни во текот на презентацијата, дури се предава. Затоа е многу битно дома, откако ќе завршите со курсот, многу е битно дома да имате работа, да работите и да имате желба за учење. Голема посветеност и љубов кон тоа што се работи, како и изработка на индивидуални проекти. Кога работиме со студенти, ние секогаш веќе искреирано задачи кои што се официјални, како што спомнав, и се во склоп на курсот, меѓутоа даваме и дополнителни задачи кои што ви овозможуваат изработка на индивидуални проекти од дома и вежбање на знаењето кое што ќе го добиете во текот на курсот. И дополнителна работа, нормално, бидејќи без дополнителна работа, само со слушање на курс не може да се стигне до одредено ниво кое што го посакувате. Затоа нема некое посебно време кое што би го дефинирала за станување на Java developer. Да, откако ќе се ислушат курсевите, тоа не треба да ве демотивира, туку треба да ви даде уште повеќе желба за да продолжите понатаму да се надградувате и да работите на индивидуални проекти пред да почнете со работа во софтверска компанија. Може да видиме која е програмата во текот на наредните слайдови, односно да видиме кои се темите кои што ќе ги учите доколку се запишете на некој од овие курсеви. Се работи за два курса, кои што, пак ќе спомнам, се официјални курсеви. Се учи Java Standard Edition во програминг првиот дел, ова е првиот дел на курсот, се учат некои теми како основи, односно се изучуваат сите објектно ориентирани 4 принципи кои што ви се потребни за да пишувате добар код и нормално да ги следите објектно ориентираните правила. Ќе се запознаете со пишување на променливи, на низи, на некои конструкти кои што ви овозможуваат пишување на код кој што се повторува како циклуси и поставување на услови.
Ќе видиме како да користите статички променливи методи, да енкапсулираме класа користејќи access modifieri, односно начини на пристап и дефинирање на начини на пристап, да можеме да пишуваме безбеден код. Пак ќе спомнам, првиот курс кој што се изучува овде е многу основен и затоа нема потреба да имате некое претходно предзнаење, че доволно е само да се има желба и ќе се со овој курс ќе може да се започне тој пат кој што го спомнавме претходно, ќе може да ги започнете чекорење кон професија Java Developer. Други работи кои што се учат во првиот курс се наследување полиморфизам, креирање на Java класи и имплементирање на тие објектно ориентирани принципи, како Java се справува со грешки. Значи, како еден програмер треба да се справи со грешки за да не се блокира апликацијата. И најинтересна работа е тоа што се во последните година и пол, односно 2, се учи верзија која што е нова и за целиот Java програмерски свет. Веќе е достапна неколку години, меѓутоа има многу новости и голем број на апликации кои што биле пишувани во претходните верзии не беа мигрирани на оваа верзија поради тоа што тие новости не беа самите програмери не беа спремни да може да го следат, да го сменат целиот код со новостите кои што се поведени во Java верзија 8. Тоа е тоа што ќе се учи на почеток во првиот курс, ќе се запознаеме со Lambda expression и functional интерфейси, основата за пишување на Lambda експрешени и понатаму ќе видиме како да имплементираме класна хиерархија со помош на процесот на наследување. Во вториот дел од курсот, односно во вториот курс, се работи за првиот курс има 40 часови, ама по потреба може да се случи да имаме и некој дополнителен час, за прашања, дополнителен час за решавање на задачи, секогаш сме оставале простор за таква опција. Се прави одредена пауза помеѓу првиот и вториот курс, за да може вие да си го сумирате своето знаење и да може да ги поставите прашањата понатаму кон мене или кон другите колеги кои што работат со вас, доколку имате зададено некој проект. Во вториот курс кој што се изучува, програминг втор дел, се учат малку по-комплексни работи и тие комплексни работи вклучуваат работа на Java апликација со фајлови, извршување на Java апликација од командна линија, значи некои команди кои што ќе ви помогнат да научите како функционира извршувањето и компаилирањето на една Java апликација. Ќе се изучи целиот Java Collections Framework кој што ви овозможува работа со различни типови на колекции. Овде веќе, бидејќи се запознавме во првиот курс со Lambda Expression, овде ќе ги зајакнеме нашите знаења во користење на Lambda Expressioni, ќе можеме да пребаруваме и да филтрираме колекции користејќи Lambda Expressioni, како да се справуваме со грешки, малку по комплексно ниво од претходно, како да работиме со влезни и излезни функционалности во Java програмскиот јазик и, како што спомнав на почеток, работа со фајлови, меѓутоа работа со фајлови со едно ново API, нова спецификација која што е воведена во Java 7 и се користи веќе во новите верзии. И една од поинтересните теми која што се учи во вториот дел од курсот е работа како Java апликација да направиме поврзување на Java апликација со база на податоци, како да читаме, да запишуваме, да бришеме и да инсертираме нешто во база на податоци користејќи JDBC технологија. Понатаму, во овој дел се запознаваме со Pure JDBC, значи се запознаваме со таа технологија која што ни возможува користење на класи од Java-та, меѓутоа ние секогаш изучуваме еден дел, можеби се слушнале, го спомнуваме и пробуваме да го имплементираме, Entity Framework Hibernate, кој што ни овозможува креирање на табели. Има еден автоматизиран процес на креирање на табели, меѓутоа за тоа би збореле тогаш кога ќе го учиме курсот. На крајот курсот се учи конкурентност, односно како
како во Java може да се пишуваат конкурентни апликации и како може да ги користиме овие Lambda expression за пишување на и користење на тие конкурентни фичери. Како што спомнав, овој дел е малку покомплексен и со завршување на овој втор курс ќе може веќе да пишувате малку посериозни апликации во Java програмскиот јазик. Ви благодарам на вниманието. Сега би сакала секој ако може да го поканиме Филип да ја сподели. Да, можеме да го поканиме Филип, секако. Ја мислев пред тоа на кратко, пред да отидеме на делот, односно да му дозволиме на Филип да презентира. Знам дека голем дел од луѓето што се пријавија се заинтересирани да ги искористат ваучерите, односно моментално има една поволност која нуди нашата влада. Имаме ваучери за ваков вид на обуки, кои се во вредност од 30.000 денари или 500 евра. Сакав да кажам од прилика за проектот за ваучерите и цената на целиот пакет обуки. Како што спомна Василија, има поминато голем број на групи. Баш во моментот имаме летна школа која е доста интересна. Имаме 10 луѓе Java Developer пакет летна школа. Имаме 10 луѓе кои се приклучени на летната школа. Имаме и фирма Ментор која е на летната школа, Code IT, која ги следи нашите слушатели и по завршување на двете обуки со Code IT ќе работат и на реален проект. Истото сакаме да го имплементираме и преку проектот за влада, односно дадовме специјален попуст на двете обуки. Стандардната цена на овие две обуки во пакет, еве да биде поедноставно ќе зборам во евра, е 2000 евра. Моментално цената која дадовме со попуст е 1500 евра, доколку го ја искористите поволноста од влада и аплицирате за ваучер, вие ќе треба да доплатите само 1000 евра за целиот пакет на обуки. Тие што не ги исполнуваат условите, односно има два услови кои треба да ги исполнувате за да аплицирате за ваучери од влада. Првиот услов е да имате завршено минимум средно образование, а вториот услов е да не бидете постари од 28 години, односно да немате наполнето 29 години до 13 јуни. Тогаш беше издадена уредбата од влада. Знам дека голем дел од вас се заинтересирани за да го искористат ваучерот. Најпрво треба да имате искривено профил на УЈП, а целата апликација се прави преку услуги GovMK. Секако можете да ми сконтактирате директно или ако сакате дополнителни информации, нели да ми пишете, за да ви објаснам точно како би можеле да ја искористите оваа поволност. Следно, ќе поканам колешката Миријана и секако ќе му дадеме простор на Филип, нели да ја каже неговата приказна како беше на нашата обука и како нашата обука му помогна да се квалификува, односно да стане Java Developer. Миријана? Благодарам секој, да. Мјутет ми беше микрофонот. Да ве поздравам и јас сите од името на кариерниот центар при СЕМОС Едукација. Формиран е како таков пред неколку години и има за цел, нели, не знам само дали можам јас презентацијава да ја... Добро, тука сме. Функционира. И е формиран со цел да биде мост некаков помеѓу студентите, младите невработени лица, нели, како и вработените кои што се обидуваат да сменат професија, да сменат кариера и да ги вмрежуваме и поврзуваме со представници на бизнис заедницата и со бизнисите. Значи, од една страна сакаме да одговориме на барањата за доквалификација на младите луѓе, да им помогнеме на оние кои што се дипломирани правници, економисти, нели, и сакаат да изградат кариера во IT индустријата, но секако да ги следиме и потребите на пазарот во Македонија и пошироко, да ги следиме и најновите технолошки достигнувања од најразлични области и да му помогнеме и на бизнисот да ги задоволи своите потреби за квалификуван кадар.
Начинот за влез во кариерниот центар кај нас е следниот, значи прво им треба да се посети некој од нашите курсеви, пакет курсеви или академии. За жал не би имале можност да ги препорачаме баш сите, доста ни е исто така важно да работите и самостојно, како што каже и Василија, само што ќе слушате на курсевите не е доволно, потребно и дополнителна работа дома. Сите оние слушатели наши кои што ќе се истакнат во текот на курсот, кои што ќе имаат добри резултати, ние ќе имаме можност да ги препорачаме или за реализација на практична настава или за некакво вработување. Може да ги препорачаме само оние слушатели кои што самостојно си ги покриваат трошоците за обуки, за жал оние кои што компанија или фирма кои што работат им покриваат трошоци, нема да бидеме во можност да ги препорачаме нели од разбирливи причини. Така да многу кратко, тоа е се што би можела во моментот да ви раскажам за кариерниот центар на СЕМОС Едукација. Таа е целта, ве поврзуваме со бизнис заедницата, им помагаме и на едните и на другите нели да си ги реализираат едните своите соништа, другите своите потреби за да можат да си ги остварат и бизнис плановите. Мирјана, благодарам. Би го повикал Филип на кратко сега да ни каже како искуството, како му беше на нашата обука и каква беше неговата развојна патека и како стигна до позицијата Java Developer. Филип, ме слушаш? Да, ме слушате вие мене? Да, одлично. Здраво на сите. И само ми се појави некој проблем со компјутерот, па сега се префрлив на телефон, извинете вака. Значи, уште една здраво на сите, јас сум Филип Неделковски и пред 2 години го завршив курсот во СЕМОС и Василија беше мојата менторка. Прво би сакал да кажам дека јас кога дојдов на курсот, значи јас немав никакво формално образование од IT индустријата, значи имав студирано скроз други насоки. Така да сакам да кажам дека јас паѓам баш во оние случаи како што ги спомена Василија, дека не мора или не е задолжително да се има некое такво високо образование. Меѓутоа, од друга страна, не сакам тоа да звучи како некоја антиреклама за факултети, нормално дека тоа секогаш помага и дека тоа е добро. Поентата ми е дека е возможно и еден друг пат, по друг пат да се изгради, значи, оваа вештина и да се започне кариера како Java Developer. Значи, јас пред да почнам, постоја години, односно постоеше период во мојот живот кога програмирање ми изгледаше скроз недостижно. Така да, кога јас почнав да се интересирам и да навлегувам во оваа област, значи тоа беше едно целосно излегување од мојата комфорт зона. Така да во моментот кога бев примен на обуката во СЕМОС, јас во свеста веќе имав изградено чиста одлука дека ќе бидам програмер и на некој начин веќе се осеќав како програмер. Така да дојдов некако многу спремен за се што требаше да се прави, значи посветеност, амбициозност, тоа некако од тој поглед бев значи целосно спремен и самата обука која ја добив, јас се добив обуката значи преку заводот, односно агенцијата за вработување. И тоа јас го доживев како голема привилегија за мене, значи претходно бев самоук на некој начин, значи од дома учев и навлегував во програмирањето, значи како вештина. И кога веќе доби ваква можност, имам инструктор, значи човек кој што на некој начин е тука за јас да можам да прашам, да ми биде објаснето, тоа ми беше навистина една голема привилегија и у секој случај, значи тоа е нешто многу битно и значително го убрзува процесот на надградба, на достигнување на тоа ниво, кога веќе ние можеме да, односно кога веќе сме спремни да започнеме со работа и да започнеме една таква кариера. Самото искуство во СЕМОС го сметам за многу позитивно, значи да, беше прилично интензивно, меѓутоа јас во секој дел од предавањата значи уживав. И така да јавата токму од тој момент јас пред да почнам обуката се интересирав околу други јазици, меѓутоа кога започнав со
обуката, во тој момент настапи една одлука јавата да ми биде главен јазик и така да дадов се од себе да го совладам тој јазик. И таа година, значи 2018 беше годината кога јас се слушав обуката, значи целосно таа година ја посветив на изучување на јавата. Значи го земав првиот сертификат, решив да го земам и вториот сертификат. Значи освен што предавањата и изучувањето на јава како јазик во СЕМОС, освен што се изучува, значи јавата во СЕМОС, значи од друга страна исто добив и многу корисни совети, значи како да ја започнам кариерата, затоа што скроз од една област, јас претходно работев скроз во друга област, немав никакви допирни точки. Значи еден вид на водство, како тоа да се реализира, како сега да се започне. Значи тој процес уопште не е лесен, поготово ако сте препуштени сами на себе. Значи тука беше Василија исто да ме насочи, да ми даде корисни совети, значи секогаш на сите мои прашања, значи ми одговараше, баш ме насочуваше како што треба. И морам да кажам дека јас кога почнав со обуката немав некоја голема амбиција за сертификатите, некако бев од оние луѓе кои што сметаат дека сертификацијата не е толку важна, важно е знаењето, некој таков концепција има. Меѓутоа во тој поглед исто Василија влијаеше на мене и на некој начин ми ги отвори очите, поготово во мојот случај, пошто немам формално образование и такако сватив дека сертификатите ми се битни. И тоа не се било какви сертификати, него се искусни програмери, мислам, многу тешко ги полагат, значи треба баш стварно школски убаво да се совлада материјата за да се добијат тие сертификати. И на вистина тие сертификати ми отворија значи некои врати понатаму за да можам да стекнам прво значи искуство како практикант и после тоа да дојдам и до вработување. Сега една друга работа која што исто би ја спомнал, јас кога го завршував курсот имав 38 години, значи према 39, кратко после курсот наполнив 39 години. И сега зашто го спомнувам ова, иако уопште не сакам да зборам на оваа тема, меѓутоа чисто ради оние концепти кои што постојат во нашите глави за годините, дали е доцна да се почне со програмирање. Значи такви мисли имав и јас и вајда сега не знам дали од другите учесници, мислам добро сега во овој случај можеби не, меѓутоа ако некој се чувствува ги има истите или слични мисли, значи чисто само би сакал да напоменам дека тоа е само во нашите глави, дека никогаш не е доцна. И еве на некој начин мојот случај тоа го потврдува, значи јас првото вработување го добив на 40 години. И така започна мојата кариера и како да кажам, значи целиот тој процес колку и да беше добар, меѓутоа имаше и кризни моменти и кризни ситуации нормално, значи самата работа и целиот тој процес бара прилично голема посветеност и амбициозност, значи многу е битно да ве интересира тоа, односно баш да уживате во тоа што го правите. Значи, мислам, после некое време од изучувањето, мислам дека сите ќе сватите дека програмирањето е една фасцинантна работа и стварно нуди можности за креирање на неверојатни работи, така да конкретно мојата мотивација и амбициозност доаѓаше од таму. Така да никогаш некои тие негативни мисли од типот дали е доцна или дали ќе ме бива или не, никогаш тие негативни мисли кои ми се појавувале, не великам дека не ми се појавувале, меѓутоа не беа доволно јаки да ме спречат. Така да би рекол уште дека значи од кога го завршив курсот, од кога ги земав сертификатите, дека процесот некако на барање работа не течеше нешто многу глатко, значи јас наидував на многу одбивања, значи одбивање по одбивање. Меѓутоа и вака кога зборам и со други колеги, тоа е некоја фаза низ која што вајда секој проаѓа, така да тоа не е причина нити да се откажете, нити да се разочарате. Нормално дека ќе има кризни моменти, меѓутоа јас секогаш викам, значи оној момент кога ќе се отсекате дека кога се чувствувате дека се наоѓате во криза, тоа е само знак дека го правите следниот чекор, односно се качувате на следното скалело, ама тоа се сваќа дури од кога ќе се надмине таа криза. Друго, не знам што да кажам, освен дека стварно сум среќен за мојата одлука и
многу се најдов во оваа целата работа. И стварно, како што реков, ми беше многу голема и привилегија и што сум во СЕМОС и што ја запозна Василија и стварно многу ме помогна и во целиот тој процес. Сите сегашни учесници кои што понатака кога ќе се вработат или кои ќе бидат практиканти, мислам дека ќе сватат дека е прилично тешко во една во една средина кај што се програмери, мислам многу е тешко да се поставува прашања, значи мора многу да се измери што да се праша, како да се праша, пошто обично програмерите не важат за луѓе кои што сакаат да објаснуваат многу, обично си кој што одговараат, види си на Google и така. Така да оваа можност да бидат во СЕМОС и да имаат инструктор, поготово Василија, значи е стварно голема привилегија, затоа што и би им препорачал тоа да го искористат максимум колку што можат, затоа што не секогаш таа можност ќе биде присутна. Не знам сега друго што да кажам за моето искуство. Ако има конкретно некој прашање, мислам дека све покрив. Следниот дел ми е со прашање да Филип, благодарам, на вистина инспиративна приказна. Да, одлични поенти. Мислам дека имавме прав човек за оваа презентација, каде што баш го поминал патот кој го говоревме до сега. Значи дека има луѓе кои доаѓаат без претходно искуство, но со доста работа и труд стигнуваат до позицијата Java developer и се вработуваат како Java девелопери. Следната секција ни се прашања, може да ни поставите прашање на сите што сме на колот тука за вас, значи до мене, до Василија, до Филип и до колешката Миријана. Веќе добив едно прашање од Габриела. Вика дали може да се искористи ваучер на друго лице помладо од 28 години, но оние што не можат да аплицираат. За жал, секој мора да аплицира засебно и засебно да го искористи ваучерот. Доколку имате прашање, може да ги вклучите вашите микрофони или можете да ни пишете на чатот за да одговориме на вашите прашања. Повелете, дали има некој прашање? Немаме во моментов конкретно прашање. Добро, ја имам едно прашање за Филип, евентуално не знам дали ме слуша или се исклучи. Слушам, да. Да, Филип, кажи ми, како беше практичниот дел на обуката, односно вежбите и дополнителните вежби што ќе добивате за дома? Дали ви беа, мислам, дали беа буст за понатамошен развој? Дали беа плюс за понатамошен развој, да, така? Да. Па во секој случај да, значи програмирањето, јавата како јазик не е само нешто теоретски, значи тоа уствари, мислам, битна е теоријата да се знае, меѓутоа вистинското знаење е кога ќе се тоа примени, значи дека не го искучаш кодот и дека не профункционира, значи проектот или некоја апликација или задача која што е зададена, значи не можеме да бидеме сигурни дека тоа го владееме, значи во секој случај тоа и да не, мислам, во секој случај тоа треба да се прави многу повеќе од тие задачи кои што се добиваат, уствари тоа е поентата според мене и да, во секој случај беа корисни за да се совлада вештината, тоа е можеби и најважниот дел. Супер, фала ти. Гледам дека немаме прашања, тоест имаме, дали со завршување на курсот ќе добиеме препорака за вработување. Како што спомна колешката Миријана, можеби Нејзе би можел да го препуштам ова прашање, Миријана? Така, да. Значи, како што споменав и пред малку во моето излагање, ние би сакале да можеме баш сите слушатели да ги препорачаме, меѓутоа сепак голем удел во тоа има и вашиот труд и вашата активност покажана за време траењето на курсот, изработката на вежбите, дополнителна активноста,
сите тие работи. Меѓутоа, ако вредно работите, секако дека да. Тоа е целата причина на постоењето на кариерниот центар. Благодарам, Миријана. Да, имам уште едно прашање. Вели дали мора да имаме диплома за завршено средно образование за да се искористи ваучерот кој се доделува од влада? Да, мора да се има диплома за завршено средно образование. Не може без дипломата да се аплицира. Нема да ви дозволи самиот систем. Дали имам уште некоја прашање? Не гледам други прашања. Би се заблагодарил на сите. Мислам дека имавме супер солидна презентација, каде што зборавме што значи да си Java девелопер, кој е патот да стигнеш до Java девелопер. Имавме супер излагање од Филип, односно за мене доста инспиративно како он на своите 38 години започнал од нула и стигнал до позиција Java девелопер. Ви се заблагодарувам на сите. Доколку имате дополнителни прашања, слободно побарајте ме или пишете ми мејл. Мојот телефон е 078 441 752 и се гледаме на следниот кариерен ден. Фала ви. Поздрав. Фала, дечки, поздрав еднаш. Поздрав, чао, убава вечер. Поздрав. Чао.